Добро вечер во уште едно издание на емисијата Триаголник. Овој пат со нас се господја Гордана Стојановска, професор по маркетинг и промоција од Средното општинско училиште Перо Наков од Куманово. Добро вечер и ви благодарам што се одзвавте на нашата покана. Добро вечер. И господин Далибор Димитровски, собственик на интернет платформа. Благодарам за поканата. И ви благодарам што се одзвавте и вие. Темата на која што денеска дебатираме е дали се менува концептот на продавање на производи, односно дали интернет продажбата го зазема класичниот начин на продажба. Затоа предлагам да проследиме еден прилог кој што го направивме со еден од нашите гостини за потребите на информативната емисија. Потрошувачите во Македонија недоволно ги познаваат предностите од интернет продажбата, но истото може да се каже и за компаниите, кои се уште во мал обем се вклучени во електронската продажба. Токму малите и средните компании кои учествуваат со највисок процент во внатрешната трговија се уште ја преферираат класичната продажба. Од интернет компаниите сметаат дека со електронската продажба се таргетира поголема група потрошувачи, не само во градот во кој функционираат, туку и во регионот и во државата. Во Македонија постојат неколку компании кои им овозможуваат на фирмите на организиран начин да вршат продажба, а од друга страна ги штитат и интересите на потрошувачите. Најголем процент од малите и средните компании имаат своја веб страна и ги користат социјалните мрежи за да привлечат поголем број на клиенти. Да ги активира својата интернет продавница, да ги има сите потребни алатки што им се за да имат ефективна продажба. Генерално кај нас компаниите во Македонија полека почнуваат да го адаптираат тој модел на продажба, меѓутоа се е сведено на социјалните мрежи, односно на објавување на информации на Facebook и очекување на преку социјалните мрежи да привлечат одредена популација. Додека самиот тој начин на продажба генерално не може да ги ефектуира до тој степен сите заинтересирани клиенти да може да купат. Компаниите кои организираат интернет продажба им овозможуваат на фирмите панели преку кои можат самите да ја уредуваат својата понуда, што подразбира додавање на производи, фотографии за производите, алатки за самостојно креирање на купони и поврзување на интернет продажба со реалната продажба. Компаниите добиваат и советодавна поддршка во однос на представување на производите, различни наплати на продажба. И додека во Македонија оваа продажба е на незавидно ниво, кај нашите соседи и земјите од регионот е на многу повисоко ниво. Разлика од Македонија, другите држави се многу понапред. Да речеме една Бугарија веќе храбро чекори напред. Хрватска веќе одамна некои 5-6 години е активно вклучена во интернет продажбата, дури и некои хрватски компании го зафаќаат и македонскиот пазар. Да не ги спомнуваме тука светски развиените земји како што се САД, Кина, односно нивните платформи, кај нив генерално 68% од целокупната продажба се одвива преку интернет. Значи луѓето веќе онаа навика да појдат во продажни салони да купат ја губат. Постоењето на интернет компаниите и достапноста на интернетот кој во Македонија е на исклучително високо ниво. Во наредниот период се очекува да се зголеми продажбата преку интернет и уште повеќе да се раздвижи економијата во овој сегмент на пазарот. Професорке, дали се менува начинот на продажба? Последниве години. Прво, колку време сте професори и како предавате, ги следите веројатно како потрошувачи самата, ги следите промените кои што настана во последниве години. Така, јас сум професор веќе 11 години, од кои што од прилика, мислам дека 9 години сум професор по предметот маркетинг и промоција и однесување со потрошувачите и нормално и како потрошувач и како професор по овие предмети, нормално дека ми интересира самиот начин на продажба, самиот начин на промовирање на производите и нормално дека се забележува некоја промена. Именно, ако тргнеме од фактот дека денеска најлесно е нешто да се произведе, нели? Меѓутоа, најтешко е да се продаде, тогаш се поставува прашањето како, односно самите компании, како да ги продадат своите производи. Самите мали бизнеси тргнуваат од фактот дека, нели, малку купувачи, малку главоболки,
Меѓутоа, резултира во мал профит и мала продажба и мал профит од сето тоа. Што значи дека тенденција на сите компании кои што се занимаваат со производство и трговија на производи е да добијат, односно да освојат што повеќе потрошувачи. Потенцијалните потрошувачи се насекаде околу самите компании, меѓутоа како да дојдеме до нив и како тие да слушнат за нашиот производ. Например, ако тргнувам од претпоставка дека јас сум компанија, значи како да ги запознавам потрошувачите со мојот производ. И нормално, нели, постојат некои класични облици на промовирање на производите, од кои што најчесто се споменуваат економската пропаганда, личната продажба, промоција на продажбата, публицитетот и односите со јавноста, нели, тие основни облици на промоцијата. Меѓутоа, нормално со трендот на времето или во чекор со времето, во чекор со новата IT технологија, нормално дека ќе се менува и самиот пристап на промовирање на производите. Тука ќе мора да малку да ве прекинам, кога веќе сме кај IT соменување, се разбирам, значи промоцијата и дел од маркетингот е токму продажбата, значи како таква, е жива материја која што претрпува промени, која што прима промени од надворешниот свет, нормално се разви, значи да кажеме, интернет покриеноста во Македонија е 70%, се разбира дека тоа е едно високо завидно ниво, не зборуваме за европски рамки, а камели за светски рамки. Секој може да се снабди со одреден вид на производ токму преку интернет. Од една страна се штеди време, се штеди енергија. Што добиваат потрошувачите преку она што вие го нудите? Генерално не само купувачите, туку и самите продавачи добиваат многу повеќе. Значи пред се заштедуваат на време, заштедуваат на енергија, на финансиски средства, заради тоа што и генерално добиваат пред се многу поповолни цени, многу поповолни понуди, имаат пристап до понуди кои што не можат на друг начин да дојдат. Пред се информираноста за самите производи е предност на некој начин и генерално се и заштитени од друга страна како купувачи. Во суштина трендот се менува. Значи ние малку застанавме во однос на западниот свет за интернет продажбата. Меѓутоа, компаниите се повеќе и повеќе се свесни дека доколку останат ограничени само на едно градче, на нивен регион или само на еден канал на продажба, односно продавница, бутик или било што, тие не може да бидат во текст со конкуренцијата, односно со новите компании кои што излегуваат, кои што се повеќе и повеќе се свесни и излегуваат и спремни веќе за овој канал на продажба. Така да можностите, пак ќе кажам, се огромни и купувачиве пред се треба да бидат свесни кај нас дека помина она време каде што интернет купувањето важеше за, не знам, небезбедно, за купување, користењето на картичка важеше за, не знам, дека ќе ги украдат парите, бидат украдени парите или дека некој ќе ми ја пробие сметката и слично. Технологијата отиде на многу понапред, така да апсолутно е безбедно не само во Македонија да се купува, туку и во странство. Дали се слагате со оваа тенденција или се уште, да кажеме, еве овде во Куманово ќе почнеме, бидејќи тука и живееме, се уште најмногу функционира тој начин на класична продажба, односно продажба која што оди во насока, оди потрошувачот во одредена продавница, дуќан, бутик, си купува, сака самиот да го види производот, да го забележи производот, да му ги види евентуалните мани, оние што се видливи со око, да прочита декларација доколку веќе има такво нешто, ако станува збор за прехранен производ или, не знам, козметика во таков случај. Се слагам со соговорникот дека постои тренд на пораст на интернет купување, меѓутоа кога сме на оваа тема мора да направиме, нели, дистинкција помеѓу младите и повозрастните купувачи. Односно, кој е тој што повеќе го прифаќа оној изазов на интернет продажба, односно интернет купување, а кој е повеќе приврзаник на традиционалниот начин на купување. Бидејќи повозрастните нормално навикнати на еден таков начин на продажба, тие перципираат
ризик при купување на интернет продажбата и нормално е да ја одбегнуваат. Меѓутоа, помладите купувачи кои што се во тек со IT технологијата, ги чувствуваат придобивките на интернет купувањето, немањето на време за одење по продавници, нормално дека повеќе ќе го користат овој тип на купување, заради тоа што, како што рече соговорникот, тие ги користат баш придобивките на овој начин на купување. Вистина ли е дека помладите повеќе пазарат преку интернет, макар има и одредена групација на повозрасни потрошувачи кои те се смелуваат да купуваат преку интернет? Зависно, значи генерално сите ги сметаме младите за рани прифаќачи на новата технологија и на иноватори на некој начин. Да, полесно се пласира новата технологија, полесно се прифаќа од нивна страна, спремни се за таа промена, меѓутоа треба да земеме во предвид дека куповната моќ кај нас во државата не е концентрирана кај младите. Туку генерално кај категоријата која што е над од 25 до 45 години. Она што е работоспособна, значи во зрели години. Така. И тие се генерално оние кои што и треба малку повеќе да станат свесни за овој тип на купување и генерално на нив најмногу им користи, заради тоа што тие се постојано зафатени со работа, оние кои што работат, нели? Така да на нив им заштедува време и пари. Младите го имат сето слободно време, односно додека студираат, сакаат да прошетаат, сакаат да бидат што поактивни, што помобилни, така да им ги преферираат класичните можеби начини на продажба. Не значи, само што не значи тоа дека нема да прифатат некоја интересна понуда за да купат онлайн. Генерално тоа претежно се одразува кај оние пакети за туристички кои што се нудат онлайн, додека класичниот ритейл е повеќе така фокусиран на она категорија од 25 до 40-45 години. Дали постои одредена, да кажеме, одредена област од производствена индустрија, па и не мора да е она односно оние кои нудат услуги, што најмногу се продава преку интернет? Веќе имате вие интернет платформа која што не функционира поодамна. Така. Имате ли направено собствено истражување или за потребите на некој клиент? Па генерално ние може да кажеме според оно што кај нас најмногу се бара. Ние имаме преку 370 категории на производи. Најмногу од се е облеката и обувките и спортската опрема. Меѓутоа луѓето се одлучуваат полека и за технички, за ситна електроника, компјутери, дели и додатоци, такви, да. Компјутерски додатоци. Мислам дека направивме едно ние кратко, да кажеме, истражување, помала една анкета помеѓу помладите потрошувачи од градот Куманово, така што предлагам да го преследиме нивното размислување. Интересен податок е што самите се корисници на интернет купување, значи купиле веќе производ, меѓутоа се уште постои одреден скептицизам кај нив дека можеби производот нема да биде како што го нарачале, можеби нема да биде во дадениот облик, квалитетот, имаат сомненија во однос на степенот на квалитетот на производот кој ќе биде дистрибуиран до нив. И предлагам да ја проследиме оваа анкета, исто така подготвена за информативната програма. Кумановци практикуваат купување преку интернет, но не во обем како што се спроведува во регионот или пак во западноевропските држави. Граѓаните како потрошувачи се уште можно предпазливо купуваат производи преку интернет. Дел од граѓаните се задоволни од брзината на испораката на нарачките и најчесто го добиле потребниот производ, но има и такви кои се уште не се подготвени за целосно да ги искористат бенефитите кои се понудени преку интернет продажбата. Користите ли интернет во вашиот дом, компјутери? Да, користим, како не користим. Зашто најмногу користите? Facebook. Гледаме што се продава на интернет. Дали купувате некои производи од интернет? Да, купуваме. Крави купуваме преку интернет. Телиња, автови. И задоволни ли сте? Дали некогаш сте имале лошо искуство, да кажеме, едно да пишува, друго да купувате? Не сме имали досег таква проблем. Задоволни сте од продажбата? Да, добро е. Да, користам. Чисто онака за социјални мрежи само. Преку AliExpress имам еднаш нарачено само батерија една и толку. Задоволен сум, да, преку
Па за едно 15 дена ми стигна. Постои ли шанса, например, едно да се прикаже, а друго да се продаде на интернет? Па на мене ми се нема случајно, мислам дека не постои шанса за тоа. Имаме бежичен интернет и интернет на компјутер без. Моите родители понекогаш купуваат од интернет, од некои страници, исто така и мојата сестра. Зависи од кои страници. Некои страници се донесува како што треба, но од некои не е токму како што се прикажува таму. Користите ли продажба, купување преку интернет? Да, но не многу често. Што имате купено до сега? Имам купено маски за телефон, USB-а, накид задоволен сум и нарачката е доста брза, значи во тек на еден месец пристигнува. Подобро е да си купите, да си излезете, да си прошетате и да си пробате, него да нарачувате од интернет, но сепак ако е поевтино, зашто да не? Да. Во Македонија функционира Законот за електронска трговија со кој се уредени одговорностите на давателите на услугите на информатичкото општество, комерцијалната комуникација и правилата во врска со случувањата на договорите во електронски облик. Професорке, дали постојат одредена дејност која што се уште преферира исклучиво класичен начин на продажба и дали станува збор за производни, да кажеме, индустрии, прехранбена, без разлика каква и да е? Па вака, класичниот начин на продажба го користат сите. Сега покрај класичниот начин на продажба почнуваат паралелно да воведуваат и онлайн продажба заради тоа што сакаат да го зголемат да ја зголемат продажбата и својот приход од продажба. Меѓутоа, ако сакаме да кажеме индустрии, мислам дека не можеме да поделиме кои индустрии повеќе би преферирале класични облици на продажба, а кои онлайн продажба. Мислам дека во трката за профит и пари сите настојуваат да користат што повеќе облици на продажба и на тој начин да дојдат до повеќе поголем обим на продажба и поголем профит. Сега кога сме кај класичните облици на продажба, најчесто се користи личната продажба, повторно зависно од карактерот на производот, видот на индустријата и така натаму. Она најстариот облик на продажба, меѓутоа да речеме од 90-тите години на минатиот век, така да кажеме, и во нашата држава почнува да се користи промоција на продажбата или унапредување на продажбата како облик на промоција. Зашто станува збор тука? Станува збор за поттикнување на потрошувачите, да купат и тогаш кога не им треба и да купат повеќе од што им треба. Тоа го прават самите компании, за да ја унапредат својата продажба со тоа што организираат, односно изработуваат разни пакувања во кои што ќе ги, пакуваат повеќе производи од кои што едниот им повеќе оди, другите помалку и сега за да може да ги тргнат од залиха и оние производи кои што помалку им одат, нормално е да направат некое поголемо пакување кое што ќе го продадат одеднаш. Па имате награди за купување во поголема количина, па разни други активности од типот на плати едно, земи две. Да. Значи на тој начин тие настојуваат да ја зголемат и да ја унапредат продажбата. Нормално е дека почнува да се повеќе да обрнуваат внимание и на останатите облици кои што се најмалку експонирани кај нас, а тоа се публицитетот и односите со јавноста, каде што преку една комуникација со јавноста, односно со публиката која што се нивни потрошувачи, настојуваат да се сближат и на тој начин преку креирање на едно позитивно јавно мислење кај потрошувачите да се доближат до самите потрошувачи. Тоа се претежно поголеми компании кои што имаат и капацитет, односно и човечки ресурси, и материјални ресурси, пред се финансиски, кои може да ангажираат такви лица кои што... Да. Станува збор за крупни компании. По примерот на поголемите компании тргнуваат и малите компании, едноставно да го фатат чекорот со нив, колку успеваат во тоа, тоа тие си знаат, меѓутоа ако тргнете по малските продавнички, ќе видите дека и тие обрнуваат внимание на изложеноста на производите, кои што така да полека и тие ги гледаат придобивките од еден таков
облик на промовирање на производите и нормално дека и го користат. Да, во едно истражување пишува, направено странско истражување пишува дека токму оние супермаркети, да ги кажеме сега, не буквално сите супермаркети во светот користат онаа визуализација, шаренило на бои, пуштање на одредена музика која што е весела и која поттикнува голем број на потрошувачи да се задржат подолго време во маркетите и да пазарат нормално повеќе количина од што им е потребна. И тука е уреденоста на производите, бидејќи човекот пред се сака да види дека е нешто убаво наредено, убаво средено, убаво дотерано и така го привлекуваат самиот клиент. Така, атмосферата во продавницата е многу битна, нели, за привлекување на вниманието на потрошувачот, меѓутоа и за тоа потрошувачот да се чувствува убаво, да се чувствува лагодно и да може самиот да си го побара производот кој што му се бара. Замислете, влезете во една продавница, каде што е продавачката, позади неа се производите наредени, нели, на рафтови, ке ве молам, ке може од ова, ке ве молам од ова и фактички вие станувате досадни, а по изразот на продавачката гледате дека и таа не би сакала да го губи времето со вас, а вака вие слободно, нели, можете да шетате по продавницата, да ги гледате производите, да избирате самите, бидејќи секој продавач треба да знае дека неговата успешност е не да продаде на купувачот, туку да му понуди производи кои што, нели, ќе му помогнат да ги реши неговите проблеми, односно да ги задоволи неговите потреби. Од друга страна, она што рековте, музиката, самата изложеност на производите и како влијае врз однесувањето на потрошувачите и донесувањето на неговата одлука за купување, иако истражувањата покажуваат дека тие не се свесни дека таквото нешто влијаело, меѓутоа она што го спомнавте вие, музиката како влијае. Постојат истражувања кои што покажуваат дека доколку во продавницата има еден брз ритам на музика. Во брзиот ритам на музиката и потрошувачите брзо се движат, ама и брзо излегуваат. И во тој случај тие прават помала продажба од што кога музиката е тивка. Значи, смирено се движат по продавницата, имаат време да разгледаат се и тогаш донесуваат многу побрзо одлука за купување и нормално се остварува поголем обем на продажба. И сега како се борат овие, да кажеме, компании кои што исклучиво се рекламираат преку интернет платформи, кога ги немаат таквите, да кажеме, оружје во себе, односно како реагираат на човековите сетила, односно на сетилата на потрошувачот. Така, ние не можеме да ги користиме латките од типот на музика во продавницата, меѓутоа тука кај нас е психологијата на боја. Значи, психологија на боја и од друга страна самата визуализација, самиот кориснички интерфейс на страницата. Предностите се во однос на интернет продажбата се дека на купувачите им е се поставено пред нив. Значи, за разлика од класичната продавница каде што, како што спомна господијата, треба да се движат од едно место на друго место и ќе го напаѓаат самиот продавач, условно кажано со прашања, тука можат комплетно се да си најдат што им е потребно. Во смисла на број, да кажеме, ако станува збор за обувки, во смисла на број, на изглед, на тип на материјал користен во производство. Ние преферираме кај нас на моје место МК, генерално секој производ да биде што подобро представен, значи да има што подобра, што квалитетна и пореална фотографија на самиот производ, по можности од повеќе агли. Од друга страна, доколку постојат опции, односно големини бои на самиот производ, истите треба да бидат понудени на самиот купувач да може да се ги избере. И покрај тоа, во склоп на самиот производ се додава опис на производ, односно кој материјал го содржи, потеклото на самиот производ, производителот, увозникот и доколку подлежи на гаранција, колкав период е таа гаранција. Така да сите оние информации кои што им се потребни за да ги добијат, ги има. Покрај тоа, битен сегмент во онлайн продажбата генерално е и грижата за купувачите. Ние тоа го имаме решено на многу квалитетен и ефикасен начин, значи имаат повеќе начини да исконтактираат, така да не е класична, не комуницираат купувачите со компјутер. Туку треба да знаат дека од другата страна сепак стои човек
кој што го администрира сето тоа и кој доколку се се грижи. пожали, например, клиентот, да кажеме, доколку не му се допаѓа одреден производ, може слободно да го врати, како што рековте, гаранција има како. Апсолутно. Значи купувачите, независно дали производот е под гаранција или не е под гаранција, согласно закон за заштита на потрошувачи, тие се заштитени и може да го вратат во одреден рок самиот производ. Од друга страна, доколку имаат прашања за самиот производ, ние имаме наша служба која што стои на располагање и може да ни испратат порака, директно да се вклучат во чат систем, за да може да не прашаат, да добијат одговор. Доколку ние лично го немаме одговорот, ние го контактираме трговецот и трговецот ни ги дава информациите кои што се соодветно за тој производ, за да му ги дадеме на потенцијалниот купувач, нели? Така да битно е она персонализација на интернетот, значи самите купувачи да бидат свесни дека пак комуницираат со луѓе. Интернетот е само канал. Како полесно да дојдат и побрзо да дојдат до производот кој што го сакаат. Така, дали големите компании, например, веќе се рекламираат? Мислам дека сите облици ги користат големите компании, збориме за. Да. Малите како тука се снаоѓаат, микро и малите предпријатија? Па малите компании, мислам дека и тоа овие компании кои што сега се основаат, мислам дека повеќе се подпираат на онлайн продажбата како еден начин, да кажеме, на помала инвестиција за отварање на некој бизнис. Заради тоа што сега не знам колку се точно трошоците, нели, за онлайн продажбата, меѓутоа се шпекулира дека се многу мали, поготово овде во Македонија имам некој податок дека за отварање на продавница се доволни 20 евра месечно. Не знам колку е точно. Од друга страна пак имам читано дека еве на пример средните компании кои што веќе користат класични облици на промоција и сакаат да пристапат кон онлайн промовирање и онлайн продажба на своите производи, дека се соочуваат со проблемот на изработка на добра веб страна, каде што нели ќе има добра содржина на самата страна и како што рече господинот, добро представување на производите, бидејќи не е битно само да се нафрлаат производите, како што не се прави ни во физичка продавница, а не тука, за да се види. Ги користат, значи малите бизниси тргнуваат од таа идеја дека ќе имаат помали трошоци во однос на тоа, меѓутоа потоа се соочуваат со реалноста нормално и секој си го наоѓа своето место, односно си го бара оној облик што најмногу му одговара и во однос на буџетот, односно капиталот со кој што располага, од видот на производот и нормално целната група, односно неговите потрошувачи. Да, скапо ли е интернет огласувањето на такви платформи како што вие имате? Зависно, значи доколку компанијата одлучи сама да го работи целиот процес, генерално изработката и годишниот трошок достигнува неколку стотици до 1000-2000 евра. Што не е мала сума, меѓутоа во споредба со отварање на реална продавница, нели, таа сума е скромна. Има еден друг момент во целата таа работа, тоа е самото одржување на страницата, односно полнењето на производите, грижата за корисниците, целиот процес на обслужување, достава, наплата, целиот тој процес носи многу повеќе. Значи, мора задолжително да имате уште еден човек или двајца луѓе кои што ќе бидат што ќе администрираат страницата. Тоа се две плати, две предонеси годишно, така, не е веќе. Плюс тоа потребни ви се технички познавања за самата работа, потребно ви се познавања во однос на интернет маркетинг, на социјален маркетинг. И потребен ви е нормално буџет за маркетирање, заради тоа што не е доволно само да отворите вие страницата и самата таа по себе нема да се разработи, како што било кој дуќан ќе го отворите, нема одеднаш да почнат да ви доаѓаат луѓето, нели. Така да ние тоа го имаме исто така доста практично решено, затоа нашата платформа е наменета за секоја компанија да може буквално да се отвори своја интернет продавница, при тоа без да имаат доволно финансиски средства, без да имаат човечки ресурси кои што би можело да го обслужуваат тоа нешто или познавање од таа работа. Значи ние буквално се грижиме за се.
Така. Професорке, сепак овие да кажеме помали дуќани, помали мали предпријатија, они користат многу повеќе социјалните мрежи, не класична веб страна, туку социјалните мрежи ги користат за начин на промоција на нивните производи. Дали овој начин соодветствува со еден вид на класичните облици кои што вие ги предавате пред учениците? Бидејќи на социјалните мрежи има одредена група на потрошувачи, се разбира, значи и едноставно информацијата дека има таков производ се пласира. Вака, моје мислење дека една озбилна компанија, колку и да е мала, не може да се подпре на продажба преку социјалните мрежи. Зошто е тоа така? Заради тоа што сепак потрошувачот сака да го види производот, нели? А на социјалните мрежи баш и не може. Не може убаво да го види, не може убаво да биде опишан производот. Сепак се промовира од една мала група на луѓе и мислам дека е потребно доста долг временски период додека некој од купувачите нели започне да купува со тоа, па она пропаганда од уста до уста придонесе да речеме да се потикне продажбата. Уште функционира добро од уста на уста маркетинг облик? Односно... Па како да не, па тоа е и најголемата, најаката пропаганда нели за некој производ. Кога вие ќе ми кажете дека сте многу задоволни од тој производ, тоа ми нели колку јас да сум несигурна во донесување на одлуката, меѓутоа секогаш ќе го имам на ум на ваше задоволство и тоа ќе се пренесе на мене. Како што и негативната пропаганда нормално ќе влие во одвратување на потрошувачот да го купи производот. Меѓутоа имајќи го во предвид нашиот менталитет, нашата невработеност и можноста на некој начин да дојдете до некој бизнис и до некои пари, мислам дека луѓето баш во тој правец ги користат социјалните мрежи. Или да речеме се забележува најчесто преку социјалните мрежи продажба на производи на Oriflame, Avon и така натаму, нели? Кои што веќе се тука. Кои што до вчера, да речеме, користеа еден друг тип на маркетинг, мултилевел маркетинг, нели, преку презентации пред луѓе и се, меѓутоа сега им овозможија социјалните мрежи да користат на некој начин бесплатно огласување на нивните производи и нормално е дека мислат луѓето дека на тој начин ќе добијат повеќе членови во таа нивна група и на некој начин ќе ја подигнат продажбата на тие производи. Дали на вас социјалните мрежи ви се конкуренција како платформа? Баш напротив. Социјалните мрежи се дигитализирана форма на уста, буквално кажано, заради тоа што кога луѓето споделуваат на социјалните мрежи, тие автоматски го препорачуваат тоа нешто што го сакаат. Кога ќе кликнат дека им се допаѓа, тоа е јасен индикатор. Разликата од класичната уста на уста до дигиталната уста на уста, да речам, е што дигиталната е мерлива. Значи, ние точно имаме информации за нашиот производ на која популација му се допаѓа. Тоа е предноста на социјалните медиуми. И кога се пласира одреден производ, не е поентата, сведоци сме во последно време дека посебно Facebook и останатите социјални медиуми се бомбардирани буквално со понуди. Секој буквално огласува нешто, секој нешто продава и така натаму. Не е поентата да се фрли производот буквално во очите на купувачот и да се присили да го купи. Сите мора да имат во предвид, посебно продавачите, трговците, треба да имат во предвид дека треба да пласираат вредност. Односно да дадат нешто што не е директно наменето за да го купи купувачот, туку дали ќе биде информација, дали ќе биде нешто бесплатно, дали ќе биде грижа пред се. Грижа за самиот потрошувач. Заради тоа што постојано западно правило вели секој сака да купи, ама никој не сака да му биде продадено. Така да социјалните медиуми се неверојатна алатка доколку знае самиот трговец да ги работи, како тоа нешто да биде успешно направено. И од друга страна да ги има точните показатели, точно да ја знае својата публика на купувачи и за минимална инвестиција да може да има максимални резултати. Скоро воопшто инвестиција, бидејќи веќе секој има нели компјутер во домот, секој тука од дома може да одвои време
продавачот или собственикот да пласира одредени производи кои што Така, меѓутоа или да промовира новини. Меѓутоа постојат одредени новини во однос на социјалните медиуми каде што алгоритмите самите алгоритми променет, така да дури и собствениците на фан страници кои што се, кои ги пласираат информациите не пристигаат до сите. Која споделувате информација не пристига до секого. Односно мора точно да се направи таргетинг или ќе ве кошта многу повеќе за да можете да ја пласирате информацијата до таа популација што сакате да фатите. Не ми одговорите дали вие како интернет платформа чувствувате конкуренција од однос на социјални? Напротив предност. Баш ги користиме социјалните медиуми, тоа е начин ние како да се доближиме до нашите корисници. Да. Во секој случај расте, да кажеме, потрошувачката на преку интернет продажба, без разлика што постои едно сомнение. Се случило ли некогаш вие вие конкретно да имате клиент кој што не е задоволен од квалитетот на производот, од она што... Да, тоа е апсолутно нормално. Тоа е апсолутно нормално заради тоа што сите имаат одредено очекување. Тоа се случува и во реалната продажба, се случува и во интернет продажбата. Тогаш ние како сервис стоиме за заштита на самиот купувач и должни сме да му ги вратиме парите или да му го замениме производот. Така да таа пракса е се навратиме на ова прашање. Класичната продажба исто така постои на пример незадоволен муштерија и може да отиде директно да го врати, тука стварува една лична, да кажеме, комуникација и може реално фрустрациите директно да бидат насочени кон продавачот, што најчесто е и пракса, а неретко се доведува до тоа и да се ангажира, да кажеме, представниците од организацијата на потрошувачи, неретко сме сведоци, особено кога станува збор за прехранбени продукти, тука веќе има навистина една масовно пријавување ако нешто не одговара, бидејќи сепак здравјето е пред се. Така. Нормално сите ние сме потрошувачи и сите ние сме различни. Еве ние тројцата на различит начин ги преципираме производите, различни потреби, различно се однесуваме во процесот на продажбата и нормално е кај сите потрошувачи да се јави онаа дилема дали го направил вистинскиот избор на купување со донесување на одлуката за купување, заради тоа што пред себе има мноштво на производи од кои што избира. Порано, кога имало многу малку производи, ти се нудат малку производи, ти од малку избираш и едно. Нормално е, да, избираш во секој случај едно. Меѓутоа друго е кога од многу избираш едно, а друго е кога од малку избираш едно. И нормално да се јави она сомневање дека си го направил вистинскиот избор, кое што во теоријата се нарекува како посткуповна дилема, кое што го потикнува потрошувачот да се врати кај продавачот и дополнително да се информира. Некои дополнителни информации кои што или ќе му го потврдат изборот или ќе го негираат изборот, па ќе бара некој начин да го врати производот, да го замени со некој друг, да му ги вратат парите и така натаму и така натаму. Она што треба да се знае, дали ќе се работи за класичен облик на продажба или современ облик на продажба е дека потрошувачот е секогаш во право. Тоа нашите трговци често го забораваат и заради тоа често имаат и неуспех. Уште во 7 век од нашата ера нормално, кога воопшто не се знаело за маркетингот и за маркетинг концептот, мислам дека беше во Јапонија, еден трговец кој што нормално имал своја компанија, го почитувал правилото биди купувач на собствените муштерии. Самиот слоган не кажува ништо, меѓутоа ако го проследиме продолжението, врати ги парите без приговор на незадоволниот потрошувач, кажува многу. Значи, тргнувајќи од премисата дека потрошувачот е секогаш во право, вие како продавач и да видите дека тој не е во право, сепак мора да го испочитувате, заради тоа што многу ќе бидете поценети во очите на тој купувач и нормално неговата пропаганда од уста до уста ќе биде многу позитивна кон вас и ќе ви донесе многу повеќе потрошувачи, отколку ако незадоволниот потрошувач вие го вратите на некој начин и не го испочитувате како потрошувач. Истото се случува и на интернет, со интернет продажбата. И тука имаме незадоволни потрошувачи, поготово од
трговци кои што нели настојуваат само да продадат и да дојдат до пари, а при тоа ставиле нели доколку не сте задоволни од продажбата, можете да го вратите вашиот производ. А кога се случува таквото нешто, тој се губи, не ви одговара и ова. Не може тоа така. Се додека не го сватиме тоа, нашите трговци нема да имаат успех. Додека во западните економии, западните тргови, потрошувачот е секогаш во право и сега и ние сме оделе на запад, меѓутоа не сме имале време нели да видиме како е производот, да, па да го вратиме, меѓутоа нашинците ни кажуваат како се однесуваат таму, како се почитувани како потрошувачи и тоа баш би требало да ова. И само уште нешто би сакала тука да додадам. Во рамките на нашето училиште сега правиме една програма за продавач, уствари програма за обука на невработените лица за продавач, каде што баш сакаме тие квалитети кои што треба да ги поседува еден продавач за да може да одговори и на самиот работодавач и на потрошувачите, да бидат обучени и на тој начин нели успешно да ја применат теоријата во пракса. Тоа ќе се однесува на невработените средношколци нормално, да, кои што не планираат да го продолжат своето образование. Евидентирани на заводот, на Центарот за вработување. Тоа е некој проект дополнително ќе биде промовиран од наша страна. Кажете ни дали ваквото правило важи и во интернет продажбата, односно дали го почитувате овој класична почит кон клиентите? Јас ќе се согласам 100% со господјата, односно купувачот секогаш е во право и кога не е во право. И кога не е во право. Единствена разлика што би додал само во целава дискусија е дека купувачот може да биде неинформиран, односно да има недостигна информација. Тогаш е продавачот оној кој што треба да ги пласира информациите и да ја процени ситуацијата. Многу важно е кога сметате дека нештото, одреден производ не е за тој купувач или не му е потребен или имате нешто што или ќе му заштеди пари или ќе му заштеди или ќе го спаси од не знам, од проблем, од ситуација или подобро ќе ја реши ситуацијата за него, тогаш да го разубедите или да му го понудите тоа нешто, дури ако е поевтино. Значи, не е пред се профитот и што поголема продажба, пред се е купувачот. Заради тоа што тој купувач пак ќе ви се врати како задоволен купувач и тој профит ќе го добиете на еден или на друг, на трет начин индиректно. Меѓутоа, од интернет продажбата е интересен податок што ова од уста на уста, кој слушнал, кој не слушнал, а ова од интернет продажбата, доколку некој не е навистина задоволен, токму она што го рековте како на Facebook или на социјалните мрежи или било како, они веднаш пласираат. Еве што нарачав, еве што добив. Мислам, ние сме сведоци на она што се случува по светот. Сите се сеќаваме на она смешно виолетова венчаница на ова. Така да мислам дека не постои човек на светот кој има пристап до интернета да не ја видел таквото. Дали на овој начин се руши, да кажеме, угледот на таквите компании? Апсолутно, заради тоа што од уста на уста е амплифицирано за 100 пати преку интернет. Ако од уста на уста се шири, не знам, побавно од еден човек на друг човек во реалноста, преку интернет, во секунда може да го дознае тоа нешто илјадници. Купувачот воопшто не е од Македонија, не е ни од Европа, претпоставувам, ама ете, ние сме информирани. Каква е состојбата со балканските интернет платформи? Како државите од соседството го решаваат овој проблем? Зависно кој и како. Значи, има одредени држави, односно оние кои што се веќе членки на Европска унија, кај нив интернет продажбата е многу понапред, заради тоа што тие ги користат алатките од типот на PayPal, кој што е синоним за безбедно купување онлайн. Ние сме веќе чекор напред во тој дел како држава, односно PayPal е влезен кај нас во однос на само на купувачи. Меѓутоа трговците не може да го користат за да наплаќаат, така да соработуваме затоа со банките и го имаме нивниот безбедносен систем за плаќање, кој што е исто така заштитен, 100% безбеден. Од друга страна, Србија исто така чекори малку понапред од нас, додека останатите, можам да кажам слободно,
дека се чекор зад нас. Така да Негде на средина сме. иако сме нови во тој дел, сепак некаде на средина сме и брзо се развива тој дел. Секојдневно се појавуваат нови платформи и морам да кажам дека имаме доста иноватори во оваа држава, доста паметни млади луѓе кои што секојдневно креираат нешто ново, кое што им го олеснува животот на луѓето. Така да мислам дека многу брзо ќе дојдеме на некое ниво барем со Хрватска и Словенија и Бугарија, додека и мислам не само како провайдери на услугата, туку и генерално како корисници на услугите, како народ, дека таа дигитализација ќе ја прифатиме и ќе ни стане секојдневнија. Да не споредуваме со западните земји, таму е веќе тоа како нормално, апсолутно, да. Се слагате ли со ова дека во западните држави навистина малку повеќе се нуди интернет продажбата? Да. Нормално. Имајќи го во предвид работното време, имајќи го во предвид слободното време кое што може да се користи за продажба, нормално е дека предност се дава на интернет продажбата, никој не сака да губи време, кое што би можел да го употреби за нешто друго, нели? Но од друга страна, пак задоволството да прошеташ по мол, да ги разгледаш производите, да се сретнеш со некои пријатели со кои што можеби не се видел, од друга страна пак. И тоа си има свој шарм. Па нормално. Значи тука треба некаде компаниите како еден совет од ваша страна како експерти во ова прашање е да ги комбинираат сите оние техники и методи кои што им се достапни, вклучително интернет и класичниот начин на продажба. Нормално тие и ги комбинираат, меѓутоа прашањето е што е доминантно, нели секоја компанија го одбира својот доминантен облик на продажба, другите се пратечки, дали ќе биде доминантен онлайн продажбата, а другите ќе го пратат, сеедно е, меѓутоа никој не се потпира само на еден облик на продажба. Се си има своји предности, затоа и се потрошувачите, нели секој да си го избере оној начин на купување кој што нему му одговара. Секој оној што му е задоволство да шета во продавници, никогаш нема да избере онлайн маркетинг, како што оној што воопшто не ги сака продавниците и неговото слободно време е усмерено на некоја друга активност, нормално дека ќе го избере овој современиот начин. Значи не постои шанса да исчезне работна професија продавач, не постои. Не. Напротив, дури мислам дека треба многу внимание да се обрне на образованието на продавачот, се додека не го свати тоа што пред малку го дискутиравме, дека потрошувачот е во право, па дури и тогаш кога не е во право. Да. Значи тука ќе се насочи, не треба да се насочи самиот образовен процес во иднина кога би се, нели, и вашиот предмет веројатно ќе претрпи одредени промени, како што тоа е нормален процес, со тек на време се менува и самиот пристап и жива материја и мора да се менува. Веројатно и тука ќе обрне повеќе внимание, да кажеме, оние кои што ги подготвуваат учебниците, дека мора да се обрне внимание на ова за идните продавачи, се разбира. Оние кои што ќе се определат тоа да го нема да исчезне и покрај тоа што вие сте зад, односно го користите интернетот само компјутерот како канал, сепак тоа се продавачи, класични продавачи. На некој начин и мене ми е многу жал што продажбата генерално не е внесена во образовниот систем, во формалниот образовен систем, заради тоа што тоа е нешто што најчесто го имаме. Значи во било која форма ние продаваме. Дали станува збор да е класична продажба во продавница, дали е разговор кога сакаме да добиеме нешто, дали е барање за работа кога аплицираме за работа. Ние потребно да се продадеме себе си во тој случај, да ги продадеме нашите квалитети и вредности што ги имаме за и да докажеме дека сме способни да исполниме таа работна задача која што ќе следува. Така да продажбата е имено правило втор најстар занајат. Така да верувам дека и во иднина ќе обстои, заради тоа што во ред да се изменат одредени процеси од општеството, да се дигитализираат, да се автоматизираат, меѓутоа некои процеси ќе останат. Не можеме ние до 100% да се врши интернет продажба, да биде се дигитализирано и на интернет. Меѓутоа, она што може, кај што би можело полесно да оди, нормално дека
Зашто да не го направиме тоа нешто? Некој од, не знам, од некое село од Гевгелија, да речеме, сигурно поевтино ќе му биде да нарача од преку интернет и да му пристигне во рок од 48 часа максимално на врата производот, отколку да појде, не знам, до Скопје, да го бара и да не зборам кои се трошоци тука кои што се создаваат во однос на патни трошоци, во однос на нервоза, гужви и сообраќај и така натаму, паркинзи и слично. Потекнува само не за чудо што дигитализацијава се случува на запад. Значи западниве земји многу повеќе го ценат времето. Ние имаме културна навика кај нас да сме малку потопли, посоцијални и порелаксирани. Повеќе да сакаме да потрошиме време заедно со луѓето и како што рековте да сме порелаксирани. Кај нив секоја минута е важна. Затоа тие ги измислуваат овие алатки кои што овозможуваат побрзо, полесно да се дојде до она што се сака. Во интерес на она што го зборуваме со професорката дека ќе се менува и дека ќе мора да се едуцираат такви нови кадри, барат ли нашите ученици, вашите сегашни ученици ваков начин на учење, да кажеме, и дигитална форма? Дали има такви барања од учениците? Во секој случај многу повеќе се заинтересирани за таква форма, тоа е за примена на IT технологијата во наставата. Меѓутоа, од друга страна се соочуваме со обемни наставни програми, со наставни програми кои што се изменети, меѓутоа и не се изменети толку. И уште се базираат на оние класични, да кажем. Да, повеќе се базира на она што било претходно, на класичните, дури современите форми на продажба се само споменати на некои си 2-3 странички, наместо да биде обрнато повеќе внимание и сето тоа, меѓутоа се надеваме дека ќе се промени, и ќе се направат наставни програми кои што ќе се фокусираат на она што навистина е потребно на самите ученици да го дознаат, да го научат и да го применат, одошто да учат многу работи, па од тоа многу работи, од тие многу работи што ќе остане во нивната меморија, нели, заради тоа што знаеме дека и нашите ученици имаат многу предмети, па од тие многу предмети делно исчезна. Да. Со надеж дека токму тоа ќе придонесе, да кажеме, ваквите емисии ќе придонесат да се насочат учениците и да се почне да се применува еден ваков начин на продажба, веројатно ќе имате и вакви, да кажеме, практични обуки, бидејќи се применливи, не изискуваат многу средства, не изискуваат, а и воедно се интересни за учениците, еден вид на практична промена. Кои се вашите главни пораки до потрошувачите, како собственик на интернет платформа? Па јас би рекол да бидат многу поопуштени во однос на интернет продажбата, секако внимателни, бидејќи на интернет има се што, да знаат, да научат како да ги препознаат оние кои што се стварно правни субјекти кои што стојат за таа интернет продавница, каде што постојат правила за заштита на купувачите. Меѓутоа, во секој случај малку повеќе да ги користат современите начини на купување, слободно да ги користат платежните картички како опција. Нормално, тука се и другите олеснати начини на купување, односно плаќање при достава и, не знам, жирално плаќање, но во секој случај заштедуваат многу повеќе, добиваат многу повеќе и едноставно 21 век сме. Мислам дека треба да бидеме малку поотворени за технологијата. Кои се вашите главни пораки до потрошувачите и секако до вашите ученици, кои што ќе бидат идни продавачи, дел од нив? Па, не би сакала да бидат баш идни продавачи во она класична смисла на зборот, мислам на повисоко ниво секако. Да, меѓутоа, мојата порака до потрошувачите е да внимаваат на имиџот на секоја компанија, па имиџот на секој од порталите, нели, кој што се занимава со ваква онлайн продажба, бидејќи самиот имидж зборува многу за тоа, а од тука се црпи онаа сигурност на купувањето на производот и доставувањето на производот до. Меѓутоа, сепак, основното, почитувајте се себе, почитувајте ги вашите права и не дозволувајте некои несовесни продавачи да манипулираат со вас. Со надеж дека ова ќе допре до на поширока публика, јас тука морам да ја одјавам емисијата и ви благодарам уште еднаш што се озвавте на нашата покана, ќе ве користиме како експерти во наши идни истражувања кои што ќе ги спроведеме и она што го бараат граѓаните.
Благодарам. Ви благодарам за вниманието, имајте пријатна вечер.